Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ѓул пита. Во тенџере го ставаме речиси целото млеко. Тенџерето го ставаме на оган. Во преостанатото млеко во мензурата го ставаме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Во тенџерето додаваме 2 лажици шеќер. Мешајќи со жицата во тенџерето го додаваме размешаниот пудинг. Вариме на оган непрекинато мешајќи, додека пудингот не ја добие потребната густина. Го тргаме тенџерето од оган. Во тенџере на оган го ставаме путерот. Изладениот пудинг од тенџерето го ставаме во сад за матење. Го матиме пудингот со миксер. Во садот ги додаваме ванилиниот шеќер, циметот и мелените ореви. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. На работната маса ставаме една кора. Со лажица кората ја попрскуваме со растопен путер. Ставаме уште една кора. И неа ја попрскуваме со путер. И третата кора ја попрскуваме со путер. Врз четвртата кора нанесуваме од филот. Половината од кората ја премачкуваме со фил. Потоа 4 кори заедно ги виткаме во ролат. Крајот на четвртата кора го премачкуваме со путер и го довиткуваме ролатот. Тавата за печење ја намрснуваме со путер. Со нож ролатот го сечеме на парчиња. Парчињата ги редиме во тавата со филуваниот дел нагоре. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 на минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме шербетот. Во тенџере го ставаме шеќерот. Додаваме 200 мл вода. Промешуваме. Лимонот го сечеме на подебели кругови. И парчињата лимон ги додаваме во тенџерето. Тенџерето го ставаме на оган. По 5 минути го тргаме шербетот од оган. Топлата пита ја преливаме со изладен шербет. Оставаме една ноќ питата да го впие шербетот. Парчињата ѓул пита ги вадиме од тавата и ги редиме на чинија за колачи. Добар апетит!